Убав настан кој што ќе се случува сега во сабота на Галичник, ова што го проследивте во прилогот од нашата Бела, и сега повторно сме кај фестивалите, а кога сме веќе кај фестивалите ќе зборуваме за она што ќе се случува од 14 до 17 јуни во Скопје. За прв пат во Македонија Скопје Street Food Festival, или говорете македонски, во Скопје ќе се случува фестивал на брза улична храна. Ова утро наш и ваш гостин е Даниел Симоновски, дел од организациониот тим на Скопје Street Food Festival и собственик на Бистро Комедија. Даниел, добро ти утро. Добро ни дојде во утринската програма. Ке зборуваме за фестивалите. Зборувавме претходно за фестивал, сега повторно фестивал. Вашиот фестивал ќе трае 5 дена. Почнува од 14, значи утре, и трае до 18 до недела. Тоа се 5 дена, 15 штандови за храна, улична храна и 5 музички настани. Што е она што ќе се случува во наредниве 5 дена во Скопје? Па наредниве 5 дена ќе имаме промоција на сите најдобрите ресторани и бистроа во Скопје кои практикуваат продажба на улична храна. Ќе имаме можност да пробаме, да вкусуваме, да размениме мислења, да уживаме и во музичка програма, да се дружиме, социјализираме и се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред. Значи ќе трае 5 дена, 15 учесници, малце подоцна ќе кажеме кои се дел од учесниците. Какви се вашите очекувања? Ова е за прв пат се случува во Македонија ваков вид на фестивал. Вие претходно имате организирано нешто, меѓутоа малку поинакво, слично, ама поинакво, а ваков голем фестивал за прв пат се случува. Какви се вашите очекувања и досега каков е интересот? Па вака, ние на почетокот започнавме со така наречените евенти кои ги нарекуваме на отворено, траат до ден денеска и се се уште многу актуелни. Потоа преминавме кон два експерименти кои ги нарековме Street Food Week. Беа некој си сличен концепт, меѓутоа во помали размери од она што ќе организираме сега. Интересот беше огромен. Тогаш така, и тоа ви беше? Тоа ни беше тригерот кој што рековме мора да преминеме во некоја посериозна организација. Во моментов, се тоа на што го имаме ние како резултати, односно интерес од аспект на медиумски интерес, фидбекот на социјалните канали, самото пријавување на конкурсот на учесниците кои своевремено моравме да го стопираме, поради тоа што навистина ќе немаше каде да ги поставиме штандовите, нас ни укажува дека ќе имаме супер интересен фестивал и очекувањата искрено се големи. Добро да кажеме сега каде ќе се случува. Тоа не го споменавме, тоа е многу важно. Локацијата исто така уникатна, се наоѓа во строгиот центар на градот, односно паркингот на Театар Комедија. Се наоѓаме во строг центар, меѓутоа како малку да не сме, како да сме позаскриени. Тоа и беше и нашата идеја да добиеме малце на питомост, да не сме на отворен простор каде што можеби нема да се осети таа фестивалска енергија. Ти си дел, така те најав како дел од организациониот одбор, да кажам, или тим. Кој се уште ти помага да се организира овој фестивал, бидејќи не е лесно, нели 15 учесници, 5 бенда, сега можеме веќе полека и да ги споменеме. Така, па ние сме еден тим од млади, амбициозни, вредни луѓе, кои што нормално ентузијасти, да, раководи со Бистро Комедија. Веќе 5 години успешно работиме и менаџираме сите угостителски објекти на ски центар Маврово и еве поново организатори на Скопје Street Food Festival. Нормално тимот мора да функционира за да се тоа биде како што треба. А околу фестивалот, да, освен храната, ќе имаме и 5-дневна музичка програма во која што гледавме да повеќе се фокусираме на бендовите за да задржиме онаа фестивалска енергија. Ќе настапуваат Session Selection, Day Off, In The Mood. Меѓу другото имаме и двајца диџеи, од кои едниот е Double G, а другиот ни е и хедлайнер од Америка, DJ Пари, во придружба на нашиот диџеј Бојан Чакра. Јас ќе замолам сега режијата, ние имаме подготвено и фотографии од претходните овие мини фестивали кои што ги организиравте, може малку и да ги прокоментираме, одат веќе на екранот. Токму ова се сликите од Street Food Week. На овие настани, ова беше сличен концепт на фестивал, бидејќи траја 5 дена, меѓутоа секој ден имавме различни изведувачи. Во еден ден имаше, например, настапува Јојо барбекю со мустакос, наредниот ден Мато Наполитано со тајбокс и така натака се менува постојано. Овој пат решивме да го направиме вистинска фестивалска енергија, односно 15 учесници присутни секој ден во 5 активни денови. Сега да споменеме, ова ме интересира, почетокот не го кажавме, значи почнува од колку часот?
Работните денови започнуваат од 17 часот и трае до 11 часот. Додека за време на викендот ќе започнуваме малку порано од 13 часот до 11 часот. Сега она што ќе се случува, ве гледаме како се подготвува храната. Интересно е моментот, претпоставувам за гледачите, еве и за мене, како ќе изгледа тој фестивал. Значи, како еден посетител, еве да кажеме, оние кои што сакаат да дојдат, што ќе видат на фестивалот? Ќе видат, имате и работилница, значи ќе може да научат како се подготвува храна, така? Претпоставувам храна, улична храна, како што е и насловот на фестивалот. Меѓутоа, дали оваа храна што ќе ја научат како се подготвува е за сендвичари, значи оние кои што работат професионално со ова, или ќе може дома да си прават вакво нешто? Па тоа ќе биде навистина една интересна работилница, интерактивна работилница од едукативен тип. Кога ќе биде? Дали имате конкретно кој тајминг? Во сабота во 11 часот, односно пред започнување на тој работен ден за фестивалот. Има една академија која се нарекува FG Culinary Schools. Тоа се супер искусни готвачи кои на таа работилница ќе представуваат подготвување на колбас на традиционален македонски начин. Значи да, самата публика ќе може да учествува, бидејќи ќе биде интерактивна, да помага при приготувањето и нормално потоа да конзумира и да даде резултат. Да. Добро, сега на фестивалот ќе има и ќе може да се дегустира, така? Нормално. Како ме интересира, еве, учесник доаѓа и што може да види покрај работилницата? Кои ќе бидат учесниците, не ги спомнавме? Учесниците па гледавме да видат сите актуелни ресторани и бистроа во Скопје. Сега ќе ми извини некој како подзаборавам. Да, бидејќи се 15-тина. Да, меѓутоа Јојо барбекю, Олио стрит фуд, Мустакос, Тајбокс, Јес паста, Мато Наполитано, Дрен ресторан, Скуп сладоледи, Бабл вафл, значи гледавме да имаме буквално од сите актуелни светски кујни. Например, почнувајќи италијанската, американската, мексиканската, македонската нормално со самата работилница, балканската, па дури и вегетаријанската. Мислам дека ги задоволуваме малте сите вкусови. Да кажеме дека влезот е слободен, така не се наплаќа, се наплаќа само тоа што се ќе сакаат луѓето да нарачаат на фестивалот. Подготовката на храната ќе биде таму. Така не се носи ништо од рестораните претходно, тука дали ќе имаат можност посетителите да видат како се подготвува тоа на лице место? Нормално, да, тоа е и целта на уличната храна, да гледате додека вие приготвуваат и потоа да конзумираат. И да си бираат кој што сака, така. Така е. Рековме дека дали ќе има нешто за децата? Детски дел? Ќе имаме чил зона, да, ќе имаме чил зона, таму ќе може дечињето да уживаат, да си играат, да си одмараат, било што. Имате ли учествувано, односно не учествувано, туку посетено во странство, некои останати, некои други вакви фестивали на улична храна и дали можеби искуствата ги црпите од таму? Дел од мојот тим, да, има посетено, јас лично не, меѓутоа лани посетив еден од најголемите Крисмес маркети кои се одржува во Нимберг. Да речеме дека за Божик, така? Да, концептот е сличен тој, само што временските услови се различни, нормално се одржува во зима. И тоа таму е навистина една супер голема организација. Далеку сме сега за сега од тоа, меѓутоа ќе се темелиме да стигнеме. Ги спомена Даниел временските услови. Да. Малку сме загрижени нели за тоа што ќе се случува, бидејќи некако временската прогноза не ни оди во прилог за активности на отворено, меѓутоа идејата сепак на фестивалот е тоа да биде на отворено. Сепак подготвувачите на храна, учесниците ќе има нели стреја, бендовите ќе се исто така заштитени, само да им кажеме на посетителите да си вземат со себе чадор, добро расположение, така, насмевка и веќе навикнавме периодот. Знаете како суштината на овој настана да биде на отворен тип. Нема никаква смисла да се става под затворени кровови. Нормално, самите учесници ќе бидат заштитени, музичката сцена ќе биде заштитена, на нас останува да си обличаме некоја кабаница или чадорча, можеби во времето ќе не послужи, ќе видите. Дали планирате овој прв пат? За прв пат се случува во Македонија. Рековме, кажавме дека интересот е навистина голем. Планирате ли ова да прерасне во традиција и дали секогаш ќе се случува во јуни или можеби нешто во септември, нешто можеби за преку Да, немаме фиксен датум време на летото за воиднина, а и така ако планираме да прерасне во традиција со тоа што воиднина можеби
би очекували некаква поддршка поголема од институциите, иако добро, се уште сме Имате нови, ли поддршка свежи. сега или буквално сами се? Буквално сами се. Буквално сами. Добро, до негдека и разбирам, бидејќи сме нови, свежи, можеби очекуваат и луѓето прво резултати, да видат кои сме, што сме и за што сме способни. Меѓутоа, сепак е ова настан од суштинско значење и за самиот град, односно култура на едно живење на едно општество. Така да се надевам дека во иднина ќе очекуваме и некоја помош од таа страна. Сега, Даниел, она што сакам малку да позборуваме, имаме уште време, да позборуваме за она што кажа дека исто така ги организирате, односно ги имате под управување, како да ги менаџирате, Така е. бачилата во Маврово. Точно. Ајде малку да најавиме, доаѓа лето, сезоната на скијање веќе е завршена. Да. Како помина зимската сезона? Па не би зборувал на таа тема, искрено. Мислам, цела Европа се жалеше, така да... Немаше снег, така? Точно, да. Сега летово се преориентиравте, претпоставувам, малку на она што е во лето актуелно, планинарење, ова возење со велосипед, Точно, mountain да. hiking, како се вика, Точно. стручно може би грешам. Што планирате во лето, како планирате да биде, да ги популаризирате бачилата во Маврово? Так, па тоа е веќе една успешна летна приказна, веќе да, народот ја знае, ја очекува. Така да на летно време најчесто се случува проектот наречен Старо бачило, тоа е бачилото кое се наоѓа на врвот од жичарата Едносет, уникатно по локација. Се качувате горе и шкувате една супер сенка, имате супер поглед, објектот се функционира феноменално, имаме музичка програма, имаме супер храна и така натака. Така да веќе и тоа е попозната приказна по народ, меѓутоа сега ќе имаме и уште еден проект кој ќе го активираме доле на спортските игралишта, ќе дадеме ете и плюс анимација. Мислам дека се повеќе и повеќе луѓето сваќаат дека не е само плажата и морето, веќе е летен одмор. Туку и планината. Сега ме интересира дали ова ќе работи само за викенд? Или во летната сезона, или ќе работи буквално секој ден? Едниот од проектите, односно проектот кој ќе биде доле активиран кај спортските игралишта ќе се работи континуирано, додека бачилото кое се наоѓа на жичарата ќе се работи преку викенд, меѓутоа со претходно најавени ивенти. Жичарата работи, така преку лето? Да. Нема никаков проблем околу Нема, тоа, а дали ќе има планирано и музички настани? Музички Да, групи, така исто? Секако, да. Се уште е рано да зборувам за тоа, бидејќи чекаме да ни заврши фестивалот, па да се фокусираме на таа тема. Меѓутоа, благовремено ќе обавестиме по сите социјални канали. Како планирате да почне од 1 јули или веќе има во текот на месец јуни исто некои настани? Да, некои планови ни се движат околу почетокот на месец јули, затоа што го гледате времето какво е во Скопје, замислите како се одвива таму со колкави температури, така да чекаме малку стабилизација, па своевремено ќе објавиме. До бачилото може да се стаста само преку со користење на жичарата или може да си планират посетителите како е предвидено? Има многу начини, еден од начините е токму планинарење. Многу луѓе веќе започнуваат да користат и точоци без разлика дали се тоа електрични или нормални. Меѓутоа тоа е индивидуално, не е организирано од вас, Точно. туку секој индивидуално стасува до бачило до горе, така? Индивидуално, да, има многу начини, дури има и луѓе кои употребуваат и кросеви, мотори. Има луѓе кои ни доаѓаат со коњи преку галичник, така да многу начини. Тоа е многу убаво. Да. Даниел, еве да кажам пред крај на разговорот, што по овој фестивал? Што ви е следно по фестивалот? Так. Да го бидејќи го спомнавме и бачилото на Маврово. Так. Нешто следно во организација можеби за наесен или до крајот на годината, вака некои идни планови? Па да, освен летната сезона во Маврово, ние во Бистро комедија, како и лани, започнуваме со стендап маратоните. На тие Што значи тоа? маратони, Од кога ќе се случува, како? Мислам дека првиот датум ќе ни биде околу 26 јуни, веднаш по завршување на фестивалот. На тие маратони секогаш домаќини се Тино Јатанас. И колку долго траат? Бидејќи се стендап маратони? Да, би требало да траат до крајот на месец август. Ќе се одржуваат, претпоставувам, секој понеделник. Како што споменав, Тино Јатанас се секогаш домаќини, меѓутоа и многу често доаѓаат и нивни гости. Тие се исто така супер посетени, секогаш е дури проблем да се набави билет карта повеќе. Тоа е она следното кое го очекуваме веднаш по фестивалот, а за Летниот период, така? Летниот период, да. За есен се уште не е рано да размислуваме. Даниел, уште еднаш подсетување, значи еве повели, кажи, остапуваме простор. Започнуваме со фестивалот од утре, од 14 до 18 јуни. Влезот е бесплатен. Верувам дека
голем број на посетители ќе дојдат, бидејќи навистина е еден уникатен фестивал и очекувам да видам што поголем број на вашите гледачи. Така е. Само да кажеме, поради временските околности, за еве не дај Боже да не заврне, како рековме да се земат кабаница, чадор, поудобни кондори, сепак да биде бидејќи сепак ако заврне, ние се надеваме можеби дека нема, или ако заврне ќе биде тоа кратко време. Така. Сепак ти благодарам уште еднашка за гостувањето, благодарам што еве го представивме, го презентиравме овој Street Food Скопје фестивал за прв пат кој што ќе се случува во Македонија. Благодарност, посакувам пред се убаво време, добра организација и со позитивна мисла, позитивна желба, насмевка и сите гурмани да дојдат да видат како ќе изгледа фестивалот.